Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник, точно во 17:10, сме со вас и за вас, се со цел да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и во оваа емисија. Изминатата недела имаше едно истражување дека секој втор средношколец е анксиозен, а 20% имаат депресија. Истражувањето беше на Mosaic Make Скопје и токму поради тоа одлучивме да проговориме малку повеќе на оваа тема. А исто така и пред некој ден излезе и медијаше со едно истражување во однос на изминатата година. Значи, од податоците кои што ги презентираше медијаше, минатата година имало околу 400 повици, а 1/3 од нив биле поврзани со проблеми кои влијаат врз менталното здравје кај децата од 6 претежно до 9 години. За таа цел веќе со мене во студиото е Фики Гаспар, кој што е психолог и ни доаѓа од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Меѓутоа подоцна малку ќе го поздравам Фики. Предлагам пред од режија да ги пуштат покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, па повторно ќе се вратиме во студиото да најавиме и што друго ќе следува. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Нумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Нумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Умовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, еве, можевте да ги погледнете покровителите на Ваш термин во 10-та јубилејна сезона. Оно што сега следува е, направивме еден мал разговор со професор доктор Татјана Стојановска Иванова, која што е социолог и наназад во годините таа секогаш прави некои истражувања и на факултетот, нели, и обрнуваат многу внимание на психолошката состојба кај децата, кај средношколците. И токму поради тоа се обративме да го слушнеме и незиното мислење, па предлагам од режија да го пуштат краткиот разговор.
Токму истражувањата покажуваат не само кај нас, и на европско и на светско ниво, дека има голем процент на и депресија, и агресивност и насилство, посебно помеѓу помладата популација. И токму социолошките истражувања се насочени кон барање на причините и факторите, но и оно што е позначено, тоа е моментот на превенирање на овие сите проблеми. Не можеме да го ставиме акцентот на еден фактор. Една причина не е клучна. Значи, тука станува збор за збир на причини и фактори кои што придонесуваат за, еве конкретно и кај нас, филм истражувањата се во тек, во континуитет ги правиме, за зголемената анксиозност, за зголеменото насилство кај помеѓу младите, значи оно што ги тера да буквално се исполува од нив нешто што не е својствено, поготово за младите луѓе. Прво, верувајте дека ковидот си го направи своето. Тоа преголема затвореност, ситуација да буквално неможност да комуницираш, бидејќи ние по дефолт сме личности, битија кои што имаме потреба од комуникација со другите. Таа затвореност, неможност да се видиме со пријатели, да размениме мисли, размисли, едноставно да ги споделиме нашите, што велам, оние добри и лоши моменти што секојдневно ги битисуваме, си го направи во ковидот своето. Значи, кај дополнително се јави еден вид на неможност, еден вид на индивидуализам, затвореност на младите. Потоа самите промени во семејството што се случуваат. Знаете, таа трансформација на семејството од традиционално во современо семејство на некој начин се запостави таа воспитна функција, социјалска функција на самото семејство, социјализацијата или квалитетно поминатото време на родителот со детето подразбира дека треба да се пренесат вредности, да се види што е општествено исправно, што е добро. И на тој начин така се градат и моделите за идентификација и имитација. Значи, тие модели е родителот, е тој кој што треба да му биде урник на детето. Не може да останете трката по пари, транзицијата што ја боледуваме за жал повеќе од 30 години направи да ние буквално се изгубија оние вистински семјени вредности, што велам квалитетно поминато време и младите се препуштени сами на себе. Самиот општествен контекст и општествена ситуација, преголема политизација. Сега јас говорам на масовен медиум, меѓутоа знаете, на масовните медиуми многу малку можеме да видиме емисии од областта на културата, од областта на уметноста, од областта на нешто што ќе ги оплоти младиот човек, ќе го насочи. Значи, во ова време, не време во кое денес живееме, уште вие сте ги обременувате со политика, каде што и таму имате дебати кои што изобилуваат со насилство. И сето тоа, да не зборувам за образованието. Образовните курикулуми се преоптоварени во контекст на нови знаења, но без оној воспитен сегмент. Да се посвети внимание што значи да бидеш добар граѓанин, да се посвети внимание на тоа да се гаи пријателство. Видете, самите истражувања покажуваат дека се фокусирани младите на индивидуализам, стекнување на материјално богатство, оние елементи од космополитизам, алтруизам се заборавени, што е жално и затоа ни се случуваат, што велам јас, не сакам да ни се случат, но опасност е од изгубени генерации. И сега таа борба нивна, новото модерно време, новите вредности кои што кај нас не се доволно етаблирани, а оние стари вредности се маргинализирани и се јавува тој морален и вредносен вакуум, едноставно се бараат себе си. И затоа се случува да тие едноставно не можат да препознаат или да ги разделат тие морални дилеми, да ги разрешат. И затоа имаме сите овие фактори што ги споменав, што донесуваат да тие некогаш лутаат, се бараат и се јавува кај нив и таа агресија, и се јавува кај нив и таа анксиозност, и се јавува кај нив и буквално неможност велам споделувањето на информации, веќе тоа пријателство искрено се губи полека, неможност каде да го кажат тоа и се случуваат ова што ни се случува, велам, несакани последици. Туку само да прашам, современата технологија има удел во ова, значи достапноста на премногу информации, достапноста на се што може да видат и слушнат. Дефинитивно ние живееме во ерата на масовните медиуми. Живееме во ерата на интернетот. Глобализацијата си го направи своето, да почнам уште од најраната возраст, уште од предучилишното образование и воспитание. Секој дете веќе знае на смартфон, телефон да работи, да пребарува информации. Немаме ограничување во смисла да самиот оператор ви ограничи кои содржини може да ги гледаат. Клучно е, јас тоа заборав да го напоминам, дека токму бидејќи живееме во ера на масовните медиуми, се им е достапно, дури и игрите кои што ги играат, дури секоја информација, не може на дете на 10 години вас да ви селектира информација дали е фейк ньюс, дали е нешто погрешно, дали е нешто невистинито.
тој ја восприема како нешто што го добил. И сега знаете, да не зборувам социјалните мрежи, колку се моќен фактор денес на социјализација, колку младите имаат влијание, тие имаат влијание врз младиот човек. Секој денес тинејџер има свој профил на некоја од социјалните медиуми. Значи, и те како ти имаат влијание, дури верувате дека американските социолози веќе разговараат за зависност од социјални мрежи, зависност од интернет, значи да станете зависник од нешто, треба да помине време и има тука низа критериуми како се станува зависник. Значи, во голема мера масовните медиуми имаат, поготово велам интернетот, затоа што достапност, игрите што се играат. Она што се пушта исто така на масовни медиуми. Децата пред 10 години ќе ви кажа дека омилена телесерија им е Долина на волците. Со таа е серија која што изобилува со насилство, агресија. Значи, кога такви нешто се пуштаат, ние растевме во друго време. Растевме во време на Бранко Куцкица, во време на Звон, во време на Мечетушко. Дури цртаните филмови се изобилуваат со насилство. И нормално тие се ликови со кои што се идентификуваат и децата и младите. Издатоето дополнително влијае врз развојот на агресијата. Пред вас како треба да се реши или да се пристапи кон решавање на овој проблем? Системски, со една добра национална стратегија. Јас говорам 10 години веќе, говорам, велам и пробувам на сите начини дека не треба тука да се политизира. Секој што работи, не е експерт, јас не го сакам зборот експерт, во Македонија сме експерти, нели? Луѓе што занимаваат со таа проблематика. Соберете афелата, соберете ги сите оние практичари. Направете на добра база, секој да го каже своето. Истражување имаме. Не треба да измислуваме топла вода. Имаме одлични европски практики кои што треба само да ги прилагодиме на нашето културно милје. Значи имате низа со таква национална стратегија кој што ќе бидат уклучени правници, психолози, педагози, социолози, социјални работници, луѓе велам од фелата. Секој да си масовните медиуми да се знае дека во време кога детето гледа што треба да се пушта, да се работи со семејството, она што е на запад, или ако семејството не е вклучено, пример, ако дете направи насилство, има реперкусии врз самото член, врз одземање на родителско право. Значи, таа национална стратегија ќе вклучи прво тимови, потоа ќе вклучи разли програми кои што велам ќе се прилагодат на нашето културно милје, нашето општество и на тој начин ние ќе градиме здрава младина, бидејќи знаете како здрава младина е предуслов за здраво општество. Да, како што кажа и професор Татјана, здрава младина е предуслов за здраво општество. Токму поради тоа денеска сакавме да обработиме оваа тема, уште повеќе што беше многу актуелна периодов. Фики ти благодарам што одвои време и добре дојде за прв пат во новото јубилејно издание на ваш термин. Да, добро вечер и благодарам за поканата. Да. Која е вашата констатација во однос на ова што излезе како истражување? Претпоставам дека нели вашите истражувања се некако околу ова што се случува. Секој втор средношколец е анксиозен, а 20% имаат депресија. Така, да, тоа е многу убаво кажано. Тие се истражувања направени или земени од одредени податоци кои што ги имаат институциите. Кај нас се гледа барем во приватниот сектор дека се повеќе и повеќе доаѓаат родители кои што ги носат своите деца, кои што се и на адолесцентна возраст, па и помлади, училишни и предучилишна возраст, каде што се развила таа агресија, се развила тоа насилно однесување, да го представиме така, пошто така го представуваат и самите родители. Лутина, фрустрираност, емоционална вознемиреност. Така, да, анксиозноста е еден вид на комбинација, таа непријатна вознемиреност, која што после тоа може да има и симптоматизација, нелеко физичка симптоматизација, па и психолошка симптоматизација во однос на сите тие работи. И во последно време се гледа доста дека имаме поголем од аспект на статистика, поголем проблем во однос на оваа проблематика, која што станува се почеста и почеста. Сега професорката многу убаво кажа, како што ја слушнавме, превенцијата е најубавата работа која може да се направи, но доколку го поминете тој праг, нели, кај што може да направите превенција, ни останува како да го решиме тоа од кога ќе настане таа проблематика, од кога ќе се појави анксиозноста, кога ќе се појават панични напади, кога веќе ќе се дојде до некој агресивно однесување, па и деликвентно однесување. Што можеме ние да направиме во тој контекст и како можеме да средиме ситуацијата, да ја вратиме во
во првобитната состојба, а и понатаму да направиме превенција за повторно да не ни се случува таа проблематика. Дали и вашите истражувања истиот процент го покажуваат на овој проблем, или? Нашите интерни истражувања се врзани за нашите клиенти. Добро. Значи тие ги правиме ние класично за статистички да видиме со што се занимаваме, на кој начин ни се движат работите во нашето општество и кои се потребите кои што ние треба да се насочиме во иднина, а во оваа ситуација се гледа се повеќе и повеќе не само кај возрастните, пошто тоа е тенденција кај возрастните, не е Така, само да. кај децата, иако нели ние сме сега повеќе насочени кон нив. Морам да кажам дека и возрастните, кога имате присуство кај тие состојби кај возрастните, многу влијаат и на самите деца. Затоа што посебно кога се работи за предучилишна возраст и во текот на училишната возраст на детето, многу работи се врзани за таа функционалност на семејството. Така. Ако го имате вие некоја си дисфункционалност во семејството, тогаш тоа се одразува многу на самите децете. Статистиката кажува дека секој втор 50% од адолесцентите се анксиозни. Секој петти пати од депресија. Таа е состојба која што вие треба да ја решавате и која што веќе влегува во, ако збориме за анксиозно депресивно расстройство е тоа. Треба да се работи на тоа затоа што потоа потегнува многу други работи. Лицето кое што ја има таа состојба има ефекти кон својата околина. Прво кон најблиското семејство, па после кон широката околина. Така да е една проблематика која што треба да се разработи убаво и убаво кажа професорката, ја слушавме дека превенцијата ги постигнува добри резултати, но има и многу норми кои што треба да се применат, кои што истражувањата покажале и во други држави кои што се справувале со оваа ситуација, како да се и ние како да се справиме. Мислам, нашата работа е од аспект веќе кога ќе има проблематика и кога ќе дојде, ние пошто во приватниот сектор најчесто тие се клиенти прво инициирани од родителите, после тоа доколку се случи нешто на училиште или во одредена средина, они се препратени и насочени кон најчесто психолог, психијатар, кон одредени други медицински лица кои што треба да ја видат оваа проблематика и ние сите ги работиме тие индивидуално, пошто секој случај е индивидуален. Како што исто повторно морам да кажам, се сложам со професорката, многу фактори влијаат на таа состојба, знаете. Не можете вие да одвоите еден фактор и да кажем, ајде ова ќе го решаваме сега и со ова да кажеме 30-40% ќе го намалиме тој проблем во нашето општество. Туку треба да се работи баш системски, да се видат кои се причините и да се види како да се влијае на нив. Меѓутоа, колку што знаеме, некако глобализацијата донесе многу работи кои што ми се чини, а и од она што можевме да го слушнеме, се тие кои што можеби најмногу влијаат врз психичкото здравје кај децата, тоа што им е достапна секаква информација. Еве ние кога сум била дете, не сме имале ние толку достапни информации да можеме се да видиме и да слушнеме, значи ни сервирале тоа што го нуди телевизијата како медиум. Како што каже професорката, тогаш имаше навистина убави едукативни емисии, цртани филмови кои што не беа толку, немаше толку агресија во нив, додека сега почнувајќи од пристапот од телефоните, преку лаптопите, преку YouTube, значи можат буквално децата од најмала возраст да видат се и се што. Колку оваа глобализација е таа што најмногу придонесе за да ова се случи? Дали сметате дека тоа е еден плюс фактор кој што навистина придонесе да толку голем процент од младите се соочуваат со овој проблем? Да, тоа е еден од поголемите фактори, морам да кажам. Затоа што и покрај тоа што има одредени програми кои што втора, трета категорија сепак многу лесно може да пристапат децата во овој контекст и преку телевизори, и преку телефон да пристапат до тие до тој контент, до тие медиумски и до сите работи што се читаат. Ако имате забележено во последно време на социјалните мрежи се пишува се и се што точно. Се пишува се и се што, се пишува многу работи и многу конотацијата е насочена многу повеќе кон негативниот аспект на некои работи кои што се
иако тоа сигурно си има некои позитивни аспекти, нели, на обелоденување на некои работи, сепак кога ќе го прими дете на одредена возраст кој што не е во развојот до тој степен, нели, постигнато, не може точно да расудува, тоа најчесто да направи чувство на страв, чувство на несигурност. Значи, знае многу да влијае на психолошката состојба. После тоа имаме пројавување кај овие деца, манифестирање на одредени работи што ги гледале или слушале, кои што се манифестираат во текот на сонот. Така да сите овие работи влијаат многу на психичкото здравје, на психолошкото здравје на децата, тоа влијае нормално и на физичкото здравје, нели? На психосоматизација што ја збориме, така да мислам дека е и се покажува во последно време ете со сите овие истражувања, иако тие се правени на поголема популација, ние реално во нашата институција не опфаќаме толку голема популација за да можеме да направиме такви истражувањата кои што ги читаме, кои што ги споделуваат со нас, е дека влијае многу таа глобализација. И ние кога ќе почнеме некој процес на психотерапија со одреден клиент, нели, кој што е во соодветна возраст за тоа, одредени други методи кои што ги имаме за работа, нели, арт терапија кој што преку цртање некогаш покажува одредена траума и се тоа, некогаш доаѓа до израз нешто кое што детето го гледало, го слушнало, го видело, па и го споделуваат меѓу себе. Децата, знаете, во тој контекст, затоа што не го разбираат доволно, влијаете како на состојбата во која што е тоа дете и може да направи траума, која што ќе последователно тоа ќе му влијае во текот на животот и ќе му влијае врз основа и на самиот развој. Така. Би сакала да посочиме сега и за едните и за другите, бидејќи овде кажав информација од Медјаши за децата од 6 до 9 години, каде што кажав развиваат проблеми со менталното здравје. Главен причинител велат се разводите, нарушените односи во семејството, но и релациите во образовниот процес. Како сега родителите да осознаат дека има проблем со нивното дете, кога станува збор и за помалите и за средношколците, бидејќи нели тие различно тоа можеби го манифестираат, помалите деца можеби на поинаков начин, повозрасните веќе или кога се во пубертет велиме, тогаш знаат да прават повеќе можеби проблеми или пак да потпаднат под некои психолошки тензии, па и да се појави таа анксиозност и депресија. Како родителите да препознаат симптоми кај своите деца дека има некој проблем, па да се обратат за психолошка помош? Така, сите овие работи кои што ги спомнавте, како развојот и одредените релации во образовните установи, знаат да бидат ризик фактор. Така. Тоа значи дека тие можат да влијаат и да бидат потенцијален проблем или да се претворат во потенцијална психолошка состојба која што ние дали невроза, дали расстройство, дали иако пак треба да бидат повеќе фактори. Тоа што ние го имаме видено и утврдено со нашата работа е дека кога ќе почне да влие во функционалноста на самата личност, значи родителите многу лесно можат да познаат кога нивното дете има некоја си состојба која што не би требало да има, се разликува од другите. Нешто се случува кое што не би требало да се случува. Дали тоа ќе биде чувство на страв, дали тоа ќе биде избувнивост поголема, дали тоа ќе биде агресија. Значи, секогаш ние имаме некој си внатрешен систем кој што ни кажува дека можеби ова и не е баш толку нормално, нели? Пошто децата си играат, се закачаат, тие се некои нормални работи, но првиот момент кога ќе почувствуваат дека можеби нешто не е баш како што треба, тогаш е времето да се разговара со, нели, психолог, да се побара стручно мислење. Не значи дека тоа ќе се утврди дека има некој проблем. Да, можеби ќе го реши. Тука е ситуацијата каде што може да се види дали се претвара во нешто, дали може да се направи одредена превенција. Добро е по навреме тоа да се направи. Да, секако, ете сега има многу рана интервенција се вика тоа, нели се инсистира на работите во сите аспекти од развојот да можат да се сработат со време и да се фатат во таа рана фаза доколку се работи за некоја проблематика, затоа што прогнозата е после многу подобра и многу полесно можат да се сработат некои работи. Така да, мој совет би бил до родителите кога ќе почувствуваат дека нешто
се сменило кај нивното е дете? необично, Добро. се променило или па не мора нешто да се сменило. Чувствуваат дека само сакаат да поразговараат со стручно лице, да прашаат за некоја, не би го кажал тоа симптом, ама ете за некој однесување. Не е лошо да го направат тоа, се со Нешто цел што да не било видат, специфично до претходно. така, се со цел да видат во каква состојба е, нели, таа личност, тоа дете. Дали можеби еве овие деца што се до основно образование, тие поминуваат низ некои фази или сега образованието е малку поинаку од порано, не е исто ниво. Како што кажав, околината е таква каква што е, децата се исто различни. Дали ако еден ученик бил добар ученик, па потоа попуштил во учењето, дали тоа може да биде знак за некоја промена психолошка кај Видите, детето? најчесто тие промени се имаат причинско-последичен контекст. Значи мора нешто да се случило за да има промена. Не мора да значи дека тоа е проблем. Така. Али кога имате таква ситуација каде што некој однесување кое што кај вас било пожелно, нели се намалило или се изгубило, треба да се види зошто е тоа така. Некогаш па имаме и обратни ситуации. Некои Бил ученици кои што слаб, се па биле потоа, послаби, так, да, се си го пронаоѓаат нели начинот на кој знаат да научат, сакаат да постигнат, се мотивираат и постигнуваат, ама сепак сите тие промени се врзани за нешто. Никогаш не се случува тоа така без никаква причина. Така кога имаме таква промена, убаво е да се види од што потекнува таа промена, дали е период на моментална ситуација, дали е врзано за нешто со училиштето, можеби е врзано нешто за домот. Многу работи влијаат. Тука е, затоа е таа индивидуалност во целата работа, затоа што и нас како терапевти не изненадува некогаш некоја ситуација што навидом изгледа прилично едноставна и нормална, колку самото дете може да ја перцепира поразлично и да влијае поразлично едно од друго дете. Така да сите тие промени треба да се следат будно од самите родители и доколку се види нели некакво кочење во функционалноста или опаѓање на функционалноста, да се реагира на време. Кога говориме за нели за децава кои што се во училишна возраст, знаеме дека образовниот процес во образовниот процес не се вклучени само наставниците. Секако дека во секој училиште има педагог, психолог. Какви се вашите сознанија, нели, вие сте сепак психолог, дали сметате дека можеби психолозите и педагозите исто така треба многу да се вклучени во образовниот процес кај едно дете, бидејќи нели барем во наше време кога ништо не беше во ред, веднаш се консултира со психологот и педагогот во училиштето, зашто некое дете, на пример, удрило некое друго дете. И тоа сакав да го потенцирам, бидејќи врсничкото насилство е на вистина многу застапено и ми се чини дека сето ова што се случува со овој процент на анксиозни и депресивни млади деца, средношколци, па и студенти, доведува до она кое што се случува во изминатиот период на многу самоубиства, многу убиства, силувања и така натаму. Дали сето тоа некако е поврзано? И колку треба психолозите и педагозите на вистина се вклучат во овој процес? Да, овие се многу тешки прашања кои што ние ги работиме со многу големо внимание. Од наши искуства, лично од мои искуства, јас до сега сум соработувал со многу психолози и педагози и дефектолози кои што се во самите училишта. Едно нешто што можам да знам е дека имат премногу деца, а се работи само со еден терапевт. Тоа е, мислам, проблем. И тоа е нешто кое што самиот психолог со една колешка која што разговараме, кој што доаѓаат некои клиенти кај нас имаат проблематика со тоа што одбиваат да одат на училиште, сите тие работи. Значи, тоа се многу голем број на деца кои што треба еден терапевт да ги покрие. Да, само меѓутоа ако се направи некоја добра организација, може организација треба да се направи добра и мора од некаде да се почне. Мора од некаде да се почне, така и тоа што моето искуство е дека има доста заинтересираност од страна на институциите и се работи максимално кога што се може, но за жал се испуштаат некои такви состојби кои што не треба да се испуштаат.
и многу често во тие контакти ние заедно знаеме да направиме и план и програма. Што е тоа ние што би го работеле од наша страна како терапевти, што можат они да направат во училишната средина и како да го постигнеме. Проблемот со тој булинг е што многу често знае да помине непрепознаен. Знае да помине како дел од игра, се додека не се пожали некој од учесниците во тоа и не го стави како реално тоа што е. И знаете, секогаш мора да имате некој баланс. Целта на психологот овде е да не е да казни, да го казни тој. Да, меѓутоа, се извинувам, Фики, што ќе те прекинам. Во едно училиште и во едно оделение секогаш се знае кои се тие деца, нели, што се, ајде да кажеме, во нивни стил се тие, нели, помангупи, што може, нели, да поинаку да се однесуваат со другите деца што се можеби помирни и да го прават тој булинг, па дури, како да кажам, малку детски, наивно, меѓутоа понекогаш за оној кој што го доживува тоа, можеби не изгледа така наивно, можеби тој го доживува многу полош од колку што тие мислат. И тука ми се чини дека треба да се реагира. Кога веќе во едно оделение се знаат тие деца кои што така постапуваат, треба со нив да се работи барем. Така, тоа е исто многу битно, значи мора да работите со општо не само тој што е во овој случај во форма на жртва, туку и со тој што е за жал во форма на насилник, за тоа што таму потекна. Сега тоа што ние го кажуваме многу често и кој што е често заборавано е дека тие се многу комплексни работи, значи вие немате 100% насилник и 100% жртва, туку они се најчесто, барем во наше искуство, они се другарчиња. Кои што се чуваат меѓу себе, али има моменти кога има моменти кога тоа дружење се претвара во нешто кое што е неприфатливо и кое што треба да се реши. Ама па имате често кога разговарате со дете кој што го поминал тој процес, он сам не сака да ги издаде, не сака да ги, затоа што овде смета па можеби дека ќе ги изгуби како овде излегува од тоа ситуација каде што е дел од нив, значи веќе нели затоа што се раздвојува, он ги посочува нив како криви, како нели насилници и се тоа, што значи дека се двои од нив, а многу од нив сакаат да се конформираат со нив, сакаат да бидат баш ради таа некоја чувство и некоја представа на како го представивме мангуп или нели поинтересен, поекстровертен ако може да се представи, иако психолозите тоа многу убаво го кажуваат и многу убаво го представуваат. Секогаш во сите работи одговорноста е помеѓу двете лица, освен кога ќе настане насилство. Тогаш веќе не се разговара за одговорност кај две лица, затоа што тоа веќе поминува и на одредена граница која што никогаш не треба да се промени. Овде е многу битна таа превенција. Овде треба да се поработи на тоа за да може кратко и јасно да се каже кои однесувања се нормални, кои однесувања се прифатливи и што веќе се претвара во насилство и во булинг, во проблем кој што потоа влијае многу на самите ученици кои што биле дел од тоа, не само на тие што биле жртви, туку и на тие што биле имаме ние многу ситуации каде што доаѓаат возрастни личности после толку време се каат заради тоа што го правеле во детските години, кои што тогаш мислеле дека било дружење и ќе ги направи да бидат поинтересни, да бидат подоминантни во друштвото. Сега веќе од аспект на возрастен човек, јасно им е дека тоа што го правеле било само нанесување штета на некоја друго детенце во тој контекст. И сепак се тие многу индивидуални и многу комплексни работи. Кога ќе се пуштите да работите со тоа, треба стварно големо искуство, треба повеќе професионалци кои што работат, често овде знаеме да побараме нели и психијатар да се вклучи, често знаеме ете ние кои што сме малку помлади да го препратиме клиентот кај некој кој што е постар и кој што го има работено тоа, а и да се исконсултираме за тоа што би можело да направиме, што треба да се посегне, нели како треба да се решаваат некои работи, затоа што колку и теоретски да се објаснат некои работи, практично се реално комплексни. Не е баш едноставно така како што
нели посочено, професорката посочи дека треба да почне да се решава системски проблемот. Ако веќе одиме по нели системски, дали првин пред се треба родителите да бидат тие кои што ќе бидат, како да кажам, првата алка во решавањето на ова делики. Сепак тие деца, како да кажам, првично што почнува воспитувањето е практично од дома. И колку тука навистина и родителите можеби не сакајки ги спуштаат децата на некој начин со немање време, со премногу обврски, оставени нели на лаптопи, па дури малите деца на телефоните си и се што да гледаат, само да биде се во ред. Колку родителите се клучна алка во почнувањето да се решава проблемот системски, како што посочи професорката, и што понатаму, што би значило тоа системски, еве посочивме дека образованието, што друго? Што треба друго да се прави, бидејќи оваа бројка е загрижувачка? Така, родителите се, една од клучните фактори во овој сегмент, како и образовните институции. Тоа се најбитните два елементи кои што би можеле ние да работиме и да направиме промена, со тоа што ние инсистираме секогаш да има отворена комуникација помеѓу родител и дете, нормално, согласно на развојниот стадиум и возраста на детето, но работите треба секогаш да бидат објаснети, доловени и да може детето да ги свати и да ги разбере. Одредени однесувања ние кои што сакаме да ги пренесеме, прво позитивни треба ние да ги правиме, а негативни да не ги правиме, а тоа да го гледа детето, а потоа тоа да го поддржаме и со тој разговор кој што ќе насочи и ќе објасни што е добро, што не е добро и зошто некои работи ги правиме и не. Исто е многу важно да се даде, многу често се занемаруваат последиците. Така. Многу често се прават некои работи без да се размисли за последиците. Исто тука е многу битно да се даде до знаење кои би биле последиците ако се применува одредено однесување. Ако вие со вашиот соучесник сте непријатен денес и лоши го бутнете или го удрите, значи што прави тоа кај вашиот соучесник, тој како би се чувствувал, дека може да го повредите, дека тоа не е нешто кое што, често ја кажуваме таа работа, не го прави тоа на друг што не сакаш да ти го направи. Таа е некоја си стимулација на емпатија, емпатично однесување, значи за да може личноста да утврди, и тие некои ги гледаме по филмовите како ги решаваат насилниците кога жртвата ќе се спротистави, и веќе усвари насилникот гледа дека тоа нешто е неубаво и дека кога ќе се сменат улогите и наводно престанува да го прави тоа однесување. Потоа тоа иако е така филмски представено, сепак и си има одреден ефект. Си има одреден ефект. Така. Како што кажав, сите овие работи кои што се случуваат, ако оваа бројка не се реши и не се пристапи во решавање да ова се намали, да не биде секој втор средношколец анксиозен и 20% имаат депресија, ние каква младина би можеле понатаму да очекуваме? Тоа е едно од најбитните прашања, затоа што тие сега се деца, адолесценти, тинејџери, после ќе се претворат во луѓе. Така. После кога ќе се претворат во возрастни одговорни луѓе, понатаму со нив? Ќе дојдат на позиции каде што ќе треба да го водат општеството, многу од нив. Така да и тука е тоа прашање што ќе се случува. Проблем. Што ќе се случува и како ќе се случува. Сите овие фактори што ги кажавме придонесуваат да веќе ние гледаме многу често некои работи кои што се вадени од контекст, кои што се знаете како се случуваат и мора да се, убаво кажа професорката, да се решава системски. Тоа системски значи дека ќе се направи план и програма, со тоа што паралелно ќе се работи на превенција, паралелно ќе се работи на рехабилитација во вакви ситуации и паралелно ќе се работи на сите аспекти кои што влијаат во оваа ситуација. Дефинитивно, тоа е многу пати кажано и од многу квалитетни личности, дека ако вие сакате да уништите некој народ или ако сакате некој народ да го издигнете, треба да влијаете на образованието.
Образованието е тоа кој што ги насочува и тоа ние го гледаме и во историјата со многу одредени, нели, имавме и Втората светска војна каде што они ги стимулираа, младината ја стимулираа да функционира на одреден начин, кој што доаѓа до ситуација да првобитното учење е најважно и многу е тешко да го искорените и да го замените. Имаме личности кои што првобитното учење никогаш не го променуваат. Тоа што го имаат научено како од самиот старт се држат до тоа колку и да нели имаме некои последици. Затоа е многу битно да се фокусираме на децата и да гледаме тие работи да ги исправиме за понатаму да можат. Колку од сето ова што поговориме, колку би било добро, еве како еден предлог, барем мене така нешто ми дојде сега како идеја, колку е добро да на децата во училиштата, уште од нели и од прво до четврто и од потоа до девето, па и во средното образование, да некако им се случуваат презентации, предавања од ваша страна како психолози, како социолози, што е добро, што не е добро, значи како треба, што треба за тие некако да не дојдат во состојба да бидат онакви какви што се во моментов. Значи навистина што се случува со младите деца е лошо. Еве имаше и информација преку викенди дека малолетници консумирале, фатени по локали, како пијат, како консумираат дрога и така натаму, и тоа е еден од проблемите кој што се провлекува. Колку е добро еве бар за еден почеток нешто такво да почне да се случува, како некои предавања, можеби кога веќе нели ќе се случува нешто така континуирано, кога ќе се слуша од нивна страна, можеби ќе се подобро ќе го примат и ќе влијае во позитивна насока. Да, тоа сигурно би влијало во позитивна насока и ќе има бенефит, но не треба да ги забораваме и другите аспекти на зошто се случуваат некои работи. Овде влија и социоекономскиот статус. Така. Овде, како што кажавме порано, влија многу и состојбата на родителите од психолошки аспект. Ние секогаш ги споменавме како првалка. Ги споменавме ние секогаш кога имаме дисфункционално семејство, тоа се рефлектира и на често се рефлектира кај децата и децата имаат одредени трауми, имаат одредени психолошки предизвици кои што треба така да ги представиме, да ги надминате. Сега од секое правило има исклучоци, нели некогаш ќе видите прекрасен човек, прекрасен човек кој што доаѓа од многу тешка позадина, од многу проблеми уназад во својот живот, некогаш ќе видите некаде од одлична средина каде што заради некои причини, нели, но тие се исклучоци. Ние треба да се фокусираме на тоа да поработиме на целината и на таа статистика да се подобри. И мислам дека повеќе аспекти треба да се поработат во овој контекст, не само нели тој психолошкиот, туку треба да се поработи и на многу други. Како што кажав, повеќе се причините. Да, имавме нешто спомна вашиот колега, нели, за истражувањата покажуваат дека во социоекономски лоша средина најчести пороци се коцкањето, алкохолизмот, проституцијата, и тоа е се затоа што во општества каде што има развивање и каде што има еднаквост и можност за просперирање, самите личности бенефитите од животот гледат да ги добијат преку работа, преку креирање, преку многу работи, а во лоши општества кои што се во распад и општества кои што не се соодветни, се подпираат многу на сите тие пороци, затоа што тоа е единствениот стимулус кој што ги прави да се почувствуваат живо, да се почувствуваат позитивно, нели? Тоа е многу често треба да кажано. допре буквално до сите институции во државата, за да се реши овој проблем. Мислам дека ние како општество треба, сите да се насочиме. Институција, одредена институција како институција не може не може самостално да ги решава некои работи. Баш и тоа, нели, затоа се бара тој системски пристап, затоа што една страна ако се труди само, а другите
Значи во секој случај ова што го говориме треба да допре до сите институции без разлика дали станува Министерство за образование, влада, значи Министерство за труд и социјална политика, нели сите тие ги создаваат овие услови во кои што живееме ние, во кои што учат децата, младината и така натаму. Фики јас се надевам дека се тоа ќе почне да се решава бидејќи навистина е проблем. И се надевам дека кога ќе дојдете следен пат овде, ќе кажете дека има подобрување во таа насока, бидејќи нели вие секако секојдневно се соочувате со деца кои што имаат вакви проблеми. Ти благодарам многу за денес и се гледаме во некое следно издание. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Навреме реагирајте за своите деца, внуци, нели ако забележите нешто невообичаено, бидејќи нели секогаш оние кои што се дома со нив знаат да препознаат и те како кога не е во ред со нивното однесување и веднаш пристапете кон решавање, диагностицирање во што е проблемот со нивното такво невообичаено однесување за да не дојде нели до некои поголеми последици. Ви благодарам за вниманието. Во оставам во добро расположение, имајте добро здравје, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.